Најдовски подмеće главу тамо gde niko ne bi nogu i pada kao pokošen. Dobio je udarac direktno u čelo, ali junak je Илија Најдовски. Тогаш се дозволуваше машки фудбал да се игра. Машки фудбал, цврст фудбал. Од Крушево преку Скопје и Белград до европскиот и светскиот фудбалски врв. Безкомпромисен борец за кого немаше загубена топка. Илија Најдовски беше главен одбранбен играч, но знаеше да постигне и гол. Стојковиќ. 3:0 за Црвену звезду. Илија Најдовски. Фудбалската кариера ја започна во локален клуб во родниот крај, од каде замина во Прилепска Победа. Цврстиот карактер му помогнал да опстане на трнливиот пат како професионалец. Патот новиот го правеа за Прилеп. Јули и август, веќе 2 месеци, одев на тренинг пешки до првото село Криогаштани, на тренинг Прилеп, назад за Криогаштани, пак 10 километри, јули и август, со 40 степени. Во 1984-та преминува во најтрофејниот македонски клуб Вардар, со кој го освои југословенското првенство 3 години потоа и настапи на европска сцена против Порто. Да се биде првак на југословенска држава, Југославија, у тоа време да ги разбиеш Звезда, Партизан, големата четворка, не беше лесно. Убаво беше да се биде, да се игра за Вардар тие години, сеќам, например, од карантинот, Панорама до стадионот, тоа реки народ. Следна станица Белград и Црвена звезда. Следуваат најголемите успеси. Пред се титулата европски првак во 1991 во Бари против Олимпик Марсеј. Бари беше специфична утакмица со Марсеј. Марсеј по мене беше тогашен клуб најдобар во Европа и финансиски и играчки. Тука тактиката одигра многу голема улога. Тактички одигравме и ние и Олимпик Марсеј. На среќа на крајот, тие пенали, добивме и станавме европски прваци. Во Токио ја освои светската клубска титула во надпревар против Коло-Коло. Како капитен го подигна и победничкиот пехар. Ниту тешката повреда на мускулот не го спречила да настапи. Одиграв таа утакмица на ризик мој, што можев и кариерата тука да ја завршам, али пак ќе кажам, ако работиш честно, поштено, оној одгоре ми врати да ја го подигнам пехарот. И веково ќе остане дека светски првак јас сум го подигнал тој пехар со Црвена звезда. Настапуваше и за македонската фудбалска репрезентација. Играше на првиот официјален меч против Словенија и во квалификациите во 1994 година. Најдовски верува во квалитетот на македонската репрезентација и се надева на успех пред баражот со Данска за пласман на светското првенство. Одлична репрезентација, квалитетна репрезентација, али добро рече и председателот на последната пресконференција да кој не верува, тој не се качува во авион.